Еден пациент прашува зошто антибиотикот што ми помогна минатата година сега воопшто не делува. Јас би поставила прашање. Ова прашање ви доаѓа често. Да, често ни доаѓа, меѓутоа јас би поставила прашање до пациентот дали пред да го употреби антибиотикот е направен антибиограм и дали претходно, значи е сигурен дека навистина тој антибиотик е потребен за неговата здравствена состојба. Штом не делувал, значи имаме погрешно поставена терапија. Треба да се обрати кон матичниот лекар. А зашто и делувал минатата година сега? Затоа што минатата година очигледно дека антибиотикот бил соодветен и била самата бактерија осетлива на него, дали е создадена резистенција во текот на една година кон тој антибиотик или пак сега станува збор за друга бактеријска инфекција, повторно прашање кој што треба да сме сигурни откако ќе се направи антибиограм. Ние треба да кажеме една многу важна информација што не постои само еден вид на бактерии. Значи има многу видови, па затоа има и многу видови на антибиотици. Се согласувам и она што е многу битно, имаме многу бактерии кои што се во одредена концентрација нормална бактериска флора во човечкото тело, а кога ќе преминат и го зголемат својот титар, преминуваат и во патогени бактерии. И тука е многу битен имунитетот и балансот кој што ние како пациенти, односно како луѓе треба да го создадеме во нашето тело. Затоа спомнавме и за превенцијата порано. Секако. Друго прашање е, имав инфекција и примив 2 различни антибиотици, но болеста се врати. Дали тоа значи дека сум развил резистентност? Да, можно да значи дека е развина резистентност или може да значи дека антибиотската терапија не траела доволно долго за да го постигне својот ефект. Значи некоја грешка тука се правила. Секако е направена. Неколку пати ја прекинав терапијата порано, бидејќи се почувствував подобро. Колку тоа е опасно? Опасно е, претходно споменав токму во моментот дека недоволно долгата терапија со антибиотик ствара резистентни бактериски соеви, што значи дека па дури и можност од алергиски реакции да при следниот днес на истиот антибиотик се јави алергиска реакција кај пациентот. Затоа ве молиме, значи не ги прекинувајте антибиотските терапии пред време, оноку колку што посоветувал вашиот лекар. Ни да земаат по своје мислење, ни да го прекинуваат. Ни да го прекинуваат пред време. По антибиотик имав силни несакани ефекти, но инфекцијата не помина. Што е правилниот чекор во таква ситуација? Значи, од антибиотикот сме ги добиле само несаканите ефекти, односно промена на цревната флора, намалување на имунитетот. Она што повторно ќе посоветуваме да се направи соодветна крвна анализа, соодветен да се земат брисеви за да се определи кој е антибиотик најсоодветен во третман на таа бактерија и повторно да се придржува на пациентот кон препораките колку долго таа терапија треба да ја користи. И наредното прашање, мислам дека често ви го прашуваат. Дали честото земење антибиотици може да го ослаби имунитетот? Јас често се разболувам. Да, секако. Затоа што ние кога ќе земеме антибиотик, имунитетот му велиме отспи малку, има тука кој да се грижи за тебе. Да. Антибиотикот ќе ја заврши својата работа, ама тоа е сосема погрешно, заради тоа што на тој начин ствараме пасивен имунитет кој што не е спремен да се бори, нема со следното навлегување на бактериите и вирусите да биде спремен во прва одбрана да застане против натрапниците. Меѓутоа, затоа секогаш мора да имаме во предвид дека антибиотската терапија го нарушува имунитетот, создава чести бактериски и вирусни инфекции, затоа не е решение при секоја настинка вироза, значи да се земе антибиотик, туку напротив, тоа е грешниот чекор кој што делува на намален имунитет и намален имунолошки одговор. За да може да имаат сакани ефекти, посакувани ефекти, тогаш кога стварно ќе им треба. Ќе им треба, така е. Заради тоа што рековме, честата употреба направи да имаме веќе многу мал број на антибиотици кои што се делотворни. И тие, за жал, се чуваат исклучиво за тешки хоспитални инфекции на кои што ниту еден друг антибиотик повеќе не делува. Земав антибиотик без да направам бриз или анализа. Дали тоа може да биде причина што не ми помогна? Да, секако одговорот. Тоа е сигурна причина зошто не помогнал антибиотикот. Колку пати годишно е премногу да се зема антибиотик?
Повторно ќе споменам дека тоа е индивидуално. Ние кај дечињата до третата година, кога се формира имунолошкиот одговор, многу често и како фармацевти и докторите советуваат дека се нормални настинките, вирусите, понекогаш и бактериските инфекции. Не секогаш се спремни и педиатрите да дадат веднаш антибиотик, затоа што рековме дека и одредени бактериски инфекции можат дури локално да се истретираат. Например, во одреден спреј за нос да се стави локално антибиотик кој што тука ќе делува во носната слузница, да се искористат одредени антисептици од типот на прополис, значи кои што локално ќе делуваат во слузницата на грлото. И секогаш велиме подобро да превенираме него да третираме. И што е тоа често? Веќе поготово кај децата до третата година, се што е повеќе од 6 до 7 настинки во текот на денот, а повеќе од 4 до 5 антибиотици, нешто каде што треба да помислиме дека треба да му помогнеме на имунитетот кај детето, односно дали да се довнесе некоја дополнителна суплементација, затоа што во периодот на раст и развој D-витаминот е итекако потребен и тоа мора да го советуваме веќе и на сите луѓе кога ќе дојде во зимските периоди. Во превенција подобро да земаме витаминска суплементација, да го зајакнеме имунолошкиот одговор, затоа што и да дојдеме во контакт со бактериите, вирусите, значи верувате дека симптоматологијата ќе биде многу послаба, а нашиот имун систем ќе биде силен за да се одбрани и не секогаш дека, па дури при бактериски инфекција е потребен антибиотик. Затоа велиме следете температурата, па дури температура што е 38, немаме потреба да ја семнуваме со таблетките кои што делуваат на повишена температура, дали е тоа ибупрофенот или парацетамолот. Дозволете телото, повишената температура значи дека нашиот имунолошки одговор делува, се труди да се избори со вирусот и бактеријата, а со тоа што ние симптомот го третираме, а не ја третираме причината, не му помагаме на телото. И дали е вистина дека ако некоја терапија се користи за нешто што организмот сам може да го лечи, ако може да го кажеме вака, и при состојба кога стварно ќе ни треба, тогаш нема да делува, пошто веќе е навикнат. Навикнат е, затоа реков, ние го правиме сами нашиот имунолошки одговор пасивен, давајќи му помош од надвор. Значи ние можеме да при тоа речеме земете повеќе витамини, минерали, може суплементацијата тогаш малку да се вклучи во поголеми дози, повеќе течности да се примаат. Меѓутоа, тоа е нешто што дополнително му помага на имунитетот како на некој начин соборец во борбата против бактеријата. А антибиотикот едноставно го става во пасивно симирување. Одморите, тука сум јас со моите штитови да те бранам. Меѓутоа, таа пасивност на имунитетот доведува до хронични болести и други понатамошни компликации во здравјето кај пациентите.